се наоѓаме во срцето на Тиквешијата, во рископланинскиот регион под пазовите на Кожув. Во прекрасното и со малку магла село Бојанчиште, едно од 13 тиквешки села во новоформираната општина во Македонија Конопиште. Добре дојдовте во првата од циклусот музички емисии, а кое што ќе реализираме токму со шеновите на групата Васил Хаџиманов, кои слават еден јубилеј и кои што потекнува токму од ова село. Добре дојдовте во село Бојанчиште, во село во кое што веќе се враќа животот. Црвените кровови, нови, зборуваат дека животот во Бојанчиште никогаш и не згаснал. Бојанчиште денеска и вечерва ке пее, за сите вас ке се врати и со спомените, и со разговорите, и со седно она што значи емотивните чувства во ова село, кое што во своите пазови крие и понатаму ќе крие живот во ова наша плодна Тиквешија. Добро вечер, газда, чекате ли? Добро вечер. Гости наша денка, решиме да дојдеме, еве. Баш ми е мило. Па да си поправиме моабет, да си видиме кој како сме, што да си поработиме. Баш ми е мило да Може. го освежиме селото со еве, некогашните повторно, песни. Пак да се Со повратиме, да се некогашните наши видиме. обичаи. Ајде, повелете. Ајде, нека ни е се за здравје, со за среќа, да си поседиме. Седенката да ни биде на здравје. Ајде, среќно нека ни биде, со здравје седенката ни биде, па и секојаш рака нека биде. Ајде, не знаеме многу. Чуте Господ. Ајде, среќен ден. Ајде се за убаво. Ајде. Малку да го развеселиме селото. Леле, нека се може се најубаво. Нека се може. Ајде, нека се множа. Често се скрши, се скрши части убаво. Ајде. А нека ни со среќа денот. Нека е со среќа. Ајде, добар ден ли? Ајде, нека е со среќа денот. Ајде, фала. Ата дојте, ајде деца. Ајде, нека е со среќа. Ајде, добродошле. Добро бе нашли, ајде се убаво, нека биде со среќа, со радост. До година повеќе да биде поубаво. Дај Боже, дај Боже. Дај Боже, се за убаво да биде. Благодариме на дочекот. Ајде се заедно, газдаме да пиете. Ајде, чукни. Ајде, нека. Ајде, добар ден. Ајде, Добар Ерлија, нека ден. биде со брнијата. Амин. Ајде. Амин да Таа година весели, до година уште повесели. Дај Боже. Ајде, чулте Господ. Ајде, добар ден, ајде Алија со брнијата, ајде, година подобри. Ајде, изволте, изволте. О, како сте што правите? Добро дојдовте. Нема врска, има. Среќа и здравје. Ајде, добро дошли. Ајде, посреќа нека биде домаќините. Веселата. Фала да сте живи. Вие, среќен празникот, ајде. Ајде. Ајде, домаќини бе. Се за убаво нека биде у година, повесело да го дочекаме и поубаво. Амин, чулте Господ. И така ми Да си чекате и на внучиња. И вие да си Ајде, дочекате. правиме сватбите. Ајде, ајде. Ајде. Ајде, живи го. Селани, момето ми го нема. Јас му реков да ме
злато моме. Ќе го најдеме, ќе го најдеме. Дај да тргнеме сите да го најдеме. Сега. О, кај ми било? О, каде си била ти? Каде си била? Со дечкото ти, со момчето ти. Дома да ми метиш треба, а не да ми стоиш таму со него. Тука кај сите. Posebno čustvo i zadovoljstvo je da se bide ovde na sred selo, vo prekrasното Tikveško selo Bojančište. A posebno čustvo, sekako imam i čest da razgovaram sa jedan od členovite na grupata Vasil Hadžimanov, koji poteknuva tokmo od ova selo. Pa evo, jedan od njih je i Đorđe Trajkov. I gospodine Trajkov, kažete mi со koja pesna ki otvorime Седенкава? Повелете. Па, Седенката ќе отвориме со песната Играле девојчињата по месечината. Тоа е староградска песна која се пеела во ова наше село още од давнина. Значи во стари времења настред село се играло, се пеело. Ова е било многу весело село. Mladите isto така биле присутни. Еве малку видовме една емотивна сцена на една домакинка која бараше својата керка. Епа, тоа исто го прикажува како порано што е било. Оти порано љубов не се е водило како сега, него љубовта е била многу тајна, многу скришна. Значи, ако се комши, со писма се довикувале љубовните парови. Иначе никако како сега да бе сретнеа и води љубов со неа. И затоа се пееле вакви староградски песни, токму песни за љубовта. Да ја чуеме заедно сите. Да, чуеме. Играле,
Запеа Васил Хаджиманов, запеа и нашето убаво тиквешко село Бојанчиште. И еве да ја чуеме втората песна, кој ќе не каже повеќе за неа, ако не вие сте? Ѓелевски Ристо. Јас потекнувам од ова село. Песната се вика Учи карај злате девојчето, таа исклучива бојанчишка песна. И порано кога бев јас тука, јас живеев тука до 25 години, ние многу баво живеевме тука, имавме доста млади, бевме. За своје време Бојанчиште имаше околу 100 младинци, младинки, така се организираа, скоро секоја недела имаше игранки со устна музика, така да тоа беше стварно многу убаво, сами си приредувавме да ни биде убаво. Кога бев јас исто така во моите млади години, ние си приредувавме и приредби за нашето село, во домот кој сега е реновиран, но се надеваме дека со новата власт и новиот градоначалник се погрижи за тоа да се реновира, да стане се поубаво, уште поубаво. Често доаѓаме тука во Бојанчиште, посебно ние бојанчиште што сме си ги реновираме нашите стари куќи, се прават и доста нови куќи, како што гледате и сами. Така да нас ни е мило ова село и затоа почнавме да ги пееме песните кои потекнуваат од ова село. Не само ова, ние ќе испееме и уште други неколку песни за нашето село. Уште еднаш која песна ќе чуеме? Учи карај злате девојчето. Да чуеме и видиме заедно. Добро. Розе, убаво. Туша ми изгоре по тебе, дојди така, Розе. Абе, чекај, не можам. Зошто? Чекај да видам мајка ми. Остаја мајка, Розе, побегни со мене. Младо време кога љубовта била тајна и скриена. Многу од Бојанчиште, сакајки да си го најдат својот љубеник, побегнале. Нешто повеќе за наредната песна? Кажете ми, која песна ќе испеете? Море што ти текна, што побегна. Тоа е кога две девојки побегнале од Мрежичко во Бојанчиште. Таа не пеена песна до сега. Повелете.
Исото! Тука, само поядихте! Не ги яди кубасте само, бе! Що ги яди кубасте? Пряко си него! Не са печени! Đorđe Čoklev, poznat stočar ovde od selo Bojančište, koji tuka žive i obezbedува својата egzistencija, no mnogo godini drugaroval su pesnata umetnička duša, koja što samo za ova emisija ki ni kaže, Đorđe, kaži mi, od koga ovde ka pesnata poteknuva vo Bojančište? Od godinite nanazad pesnata vi beše pridružba osnovna i život i se, zadovoljstvo se razbira. Kažete mi. Слушай, ја ти кажам. Бојанчиште од тоа време, кога ја бе председател на младините, членуваше 63 девојки. А машкиот пол беше со 30 повеќе. Денеска помладок тука немаме. Има, но помладок те у Кавадарци, нашиот. Денеска тука живеат само старите луѓе и некои сега што дојдоа, што забават. Лето са тука, зимът си ода. Знаеш, тоа е емисија. Đorđe, вие сте овчар, си имате своји овци. Сточар. Но кажете ми, која песна најмногу ви лежи на душа? На душа. Па те кажам од вас кај Илива лел викаш. Да чуеме малку. Да чуеме ли? Ајде чуеме. Што ми го даде мамо, што го направи новото меанче пред нашата куќа, не може да испаднам. А малко да чуеме како ќе ја пеете? Како пееме? Глас ми е ванатен, ще ти кажам. Бог да убие мамо, а новото меанче што го направи према нашата куќа, што ја не може да излезам, а на чардак се качам, на чардак да се качам, во изба да влезам, вино да наточам и люта ракија. Само чуле? Еве во оваа емисија, во оваа музичка седенка која реализираме во село Бојанчиште, во нашето убаво тиквешко село, во кое животот повторно се враќа. Но има тука староседелци кои што секојдневно својата екзистенција ја обезбедуваат токму во Бојанчиште во своите семејни стари огништа. И еве најпрво да разговараме со еден постар жител. Вие сте? Кама. Да. Делова. А Кама, колку години живеете во Бојанчиште? Па тука сме родени ние.
Тука сте родени? Тука сме родени и тука седиме. Животот како ви минува овде во селото? Па кога арно, кога лошо и така си минеме. А кажете ми, дали во младото време и дали вашиот домаќин е тука од селото? Од тука е, од селото. А како се зедовте, кажете ми? Дали тоа беше тајна љубов или пак на кој начин? На кој начин? Се сакаме и се земе. Мајка ви ве даде за домаќинот? За домаќинот. Доброволно? Доброволно. И вака, кажете ми која песна од прилика пеевте доста, нели? Барем така со име, со збор. Сине, јас да ти кажам, нема питај. Да. Јас се одела и вака се одела како овие. Како Васил Хаджиманов, нели? Сум одела како овие, со такви лишта сум одела. Так. Дали сте среќни во селово? Па среќни сме. Среќни. И еве сега малку со една помлада домакинка, вие сте? Јас сум Трајкова Нада. Нада, тука имате во селото куќа, но исто така и во Кавадарци. Кавадарци. Како се чувствувате кога ќе дојдете овде во Бојанчиште? Убаво, многу неубаво. Као село, послободни. Кажете ми како вие со вашиот домаќин се зедовте? Ние со мојот домаќин се зедаме убаво, се сакаме многу време и се земе. Не беше тоа тајна љубов? Не беше. И сега кажете ми, песни доста пеевте како млада. Кажете ми некоја? Ни една нели? Но затоа тука е групата Васил Хаджиманов, посадил Рамбел Босилок, дали таа сте пееле? Сме ја пееле, как не сме ја пееле, и таа сме ја пееле. Многу убава. Да, и тука овде кажете ми посебно која култура успева? Дали имате тутун, осем тутун друго? Успеваше порано, сега поретко се сада, иначе многу тутун успеваше. Се работеше тутун доста. И така. И сега, ајде заедно да ја чуеме те со групата Васил Хаджиманов, посадил Рамбел Босилок. Come on,
Почитувани слушатели, овој момент еве се наоѓаме токму на една седенка во која што нешто повеќе за обичаите во Бегниште, посебно во Бојанчиште, ќе ни каже Маркушева Сијка. Поше деца тука сме собрани, сега еве на 50 години дојди ред, па да се вратиме во селото, да се собериме, да си прикажеме нашите седенки како ни беа. Еве сега си предам, се спремам, имаме слава, Светиврач е на 14. Па сега за Светиврач мора да се собериме, да се припремаме. Овци имаме стока, ваваната, пролета овците ги стрижиме, сега есента се паре, се преде, се плете, на седенката да се собериме, да си заткаиме, еве кушули, босчи, да си носиме. Кажете ми нешто за носијата што ја носите овде во Бојанчиште. За носијата, друго да кажам, ва е Мариовска носија. Јас, кога бев девојче, си седе тука до 20 години, у селото беше. Се омажи во рожден. Од нашите рождени од згора која идеја, јас се мажи за рожденец. Да. И носијата ми е од свекрвата, од свекорот, па и ни тука почнаме да си работиме. Сето е вънско, вашо го носиме од вънта. Па еве сега дојди паред да си повториме новото место, да си го подсетиме и другата работа селска да се ја обновиме. И сега кажете ми многу песни знаете, а и во група пеете, па кажете ми еве женската група посебно, која песна ќе испее за оваа прилика? Кога се собираме на саденките си пееме, седенка се збира, има друзи песни, Китано моме, има па уште една имаше, да, како ми беше на памет да ти кажам. Не, и Китано моме ристе праве, таа е пејана песна, многу и кажана од мене. Добро да ја чуеме тогаш, која од вас? Седенка се збира сега првен да запееме, после Турчинот како идел порано, како и мачел нашите стари, па да видиме. Па повелете тогаш. И песната ќе испееме Жетварка. Седенка се збира, мама не ме пушта. Седенка се збира, мама не ме пушта. Мама не ме пушта. На седенка дидам, на седенка дидам. Слибе да се видам. Слибе да се видам, оти војник људи. Слибе да се видам, оти војник људи. Оти војник људи. Време 3 години, време 3 години, па и 6 месеци. Мамата те вела, тај да вечераме. Мамата те вела, тај да вечераме. Ај да вечераме, па да си легниме. Ај да вечераме, па да си легниме. Сите позаспаја, мене сон не фаќа. Сите позаспаја, мене сон не фаќа. Мене сон не фаќа. На седенка дидам, на седенка дидам. Сливе да се видам. Кратко. Друштво, многу ми се бендисуе една песна. Ако сакате да се запееме и така сме собрани сега на седенката, хубаво е да се подсетиме тая многу убава песна. Која да песна? Сега ќе ви ја кажам. Морекини сала лична ангелина, морекини сала на чешма шарена, море одеји многу насмеана, враќај ти на жалена дојде. Море оти тебе лична ангелино, море кога појде на
беше многу насмејана, враќајте ти на жарена дојде. Малко да ви јавам. Mikro,
Кога ја реализиравме седенката на село во Бојанчиште, токму во посета на селото беше и градоначалникот на општина Конопиште Душко Георгиев. Па само едно прашање, а тоа е колку традицијата и обичаите со вашата функција, господине градоначалниче, ќе добијат и ќе се вратат во овие села во Конопиште? Сметаме дека на полето на културниот развој на сета општина да направиме таква програма која што ќе ги врате и ќе мислам продолжи традицијата на од овој крај. Во Конопиште доста песни чувме од групата Васил Хаджиманов, меѓутоа дали ќе направите нешто и фолклорот и сето она останато богатство кое што сега во овие села заради миграцијата е малку застапено? Сметаме дека понатамошниот развој и културните институции што треба да ги формираме, ќе формираме игрорни друштва, ќе формираме литературни друштва, така да сите млади веќе се чувствуваат да го чувствуваат просторот и да пеат за просторот. И така мислиме да продолжиме и традицијата. И начинот на живење да биде нормално поврзан едно со друго, затоа што ни потекнуваме од тука и тоа го сакаме. Месиме леп за веселбата. За сите овие луѓе што се тука треба да месиме, да испечиме, да си ги пречекаме гостите. Како да се... Не пине до... Каде? Не пине до руино вино, ајде не пине до... Не пине до руино вино. Од виното глава боли, ајде од виното.
ние само одвоивме и откинавме еден лист од богатата фолклорна ризница на село Бојанчиште, наше тиквешко село од овде убавиот тиквешки регион под пазувите на Пожув. Верувам дека ќе имаме уште вакви седенки на село, ќе се вратиме повторно, затоа што само мал дел слушнавте и видовте, почитувани слушатели и гледачи. Оставаме за некоја наредна средба за едно повторно доживување во нашите убави села.